Почитувани граѓани, почитувани медиуми, граѓаните во Македонија се во шок. Власта на Мицкоски подготвува антидржавно и национално предавство. Угледни британски медиуми како The Times пренесуваат дека владата на Мицкоски е во разговори со Велика Британија за Македонија да стане базна дестинација за враќање мигранти. Сите лаги зад кои кујните на ДПМН и владата се обидуваат да се сокријат, се потопени во вода. Народот е вознемирен и со право. Криминална власт, заробена во корупција која секој ден ги лаже граѓаните, се договара зад грбот на народот за штетни договори. Ова, почитувани, е сериозна национална и државна тема, врзана пред се за безбедноста, стабилноста и иднината на државата. Ова ли е големата економска вест која Мицкоски ја најавуваше со наводниот договор со Обединетото кралство? Дали за носење мигранти од Британија е направена проценка на безбедноста? Дали се предвидени ризиците? И најважно, дали имаме одговор на прашањето зошто Британија ги одбила, а ние би ги примиле? Европската статистика е брутална. Дали Македонија и граѓаните од демографски аспект се спремни да кажат добре дојде на мигранти, дали не се следи трендот кој постои во повеќе европски земји, каде што, за жал, поради лошо спроведените политики, наместо интеграција на мигранти, се случува зголемување на криминал, немири и насилство. Развиени финансиски силни европски држави, Шведска, Британија, Германија, имаат огромен проблем да се справат со овој предизвик. Нивните граѓани протестираат секојдневно токму за овие проблеми. Британија прва има проблем со мигрантите кој трае предолго. Ако овие високо развиени земји не можат да се справат со проблемот, нема да може ниту Македонија. Ова општество не може да го издржи ова. Нема цена што треба да се плати. Проблемот на луѓето што бегаат од војни и сиромаштија, Македонија, за жал, не може да им го реши. На британските национални телевизии, аналитичарите веќе ја спомнуваат Македонија како држава која може трајно да прими дел од мигрантите. Мицкоски и ДПМН, со нивните политики, ги бркаат младите македонци од државата, а сега планира да носи мигранти од трети земји. Кој му дал дозвола на Мицкоски да преговара за мигранти? Никој. СДСМ со целиот свој капацитет ќе се спротистави на овие антидржавни политики на Мицкоски и ДПМН. Ги повикуваме граѓаните заедно да се спротиставиме, за Македонија се работи. Не за антимакедонските политики на ДПМН во Македонија.